Оброкот на денот и нови минути предвидени за истиот. Денес во кујната ни е Татјана Павлова, наша позната, драга нутриционистка, соработничка и пријателка, би рекла, на оброкот на денот. Прво, добре ни дојде, Тања. Добро ве најдов. Ти благодарам што повторно ни ја прифати поканата и што секогаш по твоја препорака остануваме актуелни на случувањата кои што не засегаат сите нас. И пред малку споменав дека пред само некој ден, на 25 мај, беше светскиот ден за тироидна жлезда. И со оглед на тоа што важиме за нација, која што особено ова е болест која што ја погодува женската популација. Да. За жал, голем дел од жените кај нас се соочуваат со одредени проблеми или болести на тироидната жлезда и како резултат на тоа имаат или треба да имаат малку поинаков начин на исхрана. Така што денеска рецептите кои што Тања ќе ви ги подготви и ќе ги предложиме заеднички ќе бидат некако во таа насока. Јас прво, Тања, ќе те прашам какво е влијанието на тироидната жлезда врз нашиот дигестивен систем, затоа што во таа насока ќе зборуваме за рецепти, што смееме или што смеат, а не смеат жените или генерално луѓето кои што имаат проблеми со тироидната. Така. Тоа е една мала ендокрина жлезда која што ни се наоѓа во делот на вратот, меѓутоа огромна по функција и по важност. Зошто? Бидејќи буквално ни го контролира цел метаболизам, допира до секој орган и би рекла до секоја клетка. И многу често ќе слушнеме дека нема поврзаност помеѓу исхраната и заболувањата на тироидната жлезда. Меѓутоа, јас мит, дефинитивно мит, заради тоа што вишокот или недостатокот на тироидни хормони секако се манифестира и во дигестивниот систем. А предмет на наша обработка е како работи дигестивниот систем, токму на нас нутриционистите, како храната таму се преработува, што се случува и така натаму. Постојат две состојби на тироидната жлезда. Дајте да ги споменеме и тие. Значи, поретка е хипертироидизмот, односно кога самиот организам создава повеќе тироидни хормони. Додека многу почеста е хипотироидејата и познатиот Хашимотов тироидитис, значи недостатокот на тироидни хормони. Во зависност од со која состојба се соочуваме, во такви ни се и симптомите. Јас денеска ќе се задржам на хипотироидизмот, бидејќи тој ни е навистина поактуелен. Можем да кажем дека секојдневно во подем, не бира ни возраст. Дали и мажи страдаат? Многу поретко. Меѓутоа, дали би советували тие да си проверат? Секако, да. Не е нешто што би ги одминало нив. Значи, кога се соочуваме со хипотироидеа, имаме плејада на симптоми. До замор, до падната концентрација и меморија, до подуваност, до гастроинтестинални други тегоби, покачена телесна тежина, па после тоа до анксиозност, до одредени депресивни состојби. И најчесто овие симптоми можеби луѓето ќе се ги припишат на стресот, на модерното време и така натаму и нема да им текне да поидат и да ја прегледаат, како што велиш ти, таа една мала жлезда што ни е тука, а толку голема и значајна за функционирање на организмот. Еве, синоќ разговарав конкретно за поврзаноста на покачените вредности на холестерол и тироидна жлезда. Некогаш некој се уште нема друг симптом кој што на докторот ќе му укаже дека треба пациентот да ја провери тироидната жлезда. Меѓутоа имаме покачени вредности на холестерол и велиме не јади масно, внимавај колку јагле хидрати внесуваш и така натаму, и пак нивото на холестерол е покачено. И тука веќе препорачуваме на вистина да се испитаат тироидните хормони. Бидејќи недостатокот на активен Т3 хормон, сега јас немам многу во физиологија да навлегувам, сепак тоа си е медицинска област и би сакала повеќе околу храната да се задржиме. Значи, кога недостасува тој Т3 хормон, автоматски го имаме и помалку во дигестивниот систем. И од тука настануваат, значи, послабо варење на храна, апсорбцијата на цревните ресички е помала, дефицит на витамини, нарушен микробиом, односно дисбаланс на цревните бактерии и така натаму. Додека со холестеролот се создава во црниот дроб. Ако немаме доволен Т3, а Т3 оној кој што вишокот на холестерол го чисти од црниот дроб, односно му подпомага, на тој начин тој холестерол не може да се регулира. Ние се соочуваме со покачени вредности
на оттаму холестерол и проблемите. триглицериди. Да. Да. Се си е поврзано. Се е поврзано и тоа е многу важно гледачите да го знаат. Ми велиш, за жал, се поголем број на луѓе се соочуваат. Што вели твоето искуство и клиентите? Дали се помлади жени, девојки веќе имаат ваква состојба? Да. Значи, веќе околу и тинејџери се соочуваат, за жал, со оваа состојба. Во одредени ситуации велиме и дека може да биде генетски фактор. Сепак го сметаме како автоимуно заболување, не е заболување на самата тироидна жлезда, туку имаме неправилен имунитет кој што создава антитела против одреден орган. Значи тука имаме проблем некако со имунитетот. И заради тоа треба како да работиме? Да работиме на имунитетот. А имунитетот се сведува на здрава исхрана, би рекла, балансирана, редовна, разноврсна. Да. Така што дел од, односно ние денеска ќе ви дадеме два предлога, една солена варијанта и едно сладко смуди, би рекла. Так. На мое, па би рекла и на Марко изненадување, баба Гануш денеска ќе ни се подготвува. Оние кои што не знаат што е баба Гануш, па да им објасниме. Значи, тоа е едноставен намаз, кој што буквално препорачувам во текот на целата година да биде составен дел од појадоците особено. Може да се консумира нели и во текот на денот, меѓутоа за појадок е идеален. Се прави само од неколку намирници, подпечен модар домат, сок од лимон, таан, сол, бибер, доколку некој лукче има тука малку и доколку некој сака, мене ми е поинтересен и доколку додадам сецкан макдонус. Значи, уште повеќе дополнителен се стакнува свежината, да. Ова е модар патлиџан или модар домат, печен е, така? Печен, да, како го печете? Без само со маслиново? Не. Или нема никакви зачини? Ништо нема. Јас само го лупам, го обложувам со алуминиумска фолија и го печем. Добра. Некои го печат и со лушпа? Некои со лушпа и после имаме проблем со вадење на лушпа. Проблем со лупење? Дали има врска? Кој како сака може да си го консумира. Некој може со лушпа, меѓутоа во зависност колку ни е стар модриот патлиџан, некогаш може и горчината да ни даде на самото јадење што сме го подготвиле. Тања, не знам дали ти се вмешав во редосладот, прво одиме со баба Гануш или одиме со... Не, прво одиме да објаснам како треба да изгледа исхраната во при состојби на хипотироидија. Што сме за, што сме против. Првенствено, безглутенска и минимално лактозна исхрана. Зошто? Бидејќи како што спомнав, комплетно целиот дигестивен систем е успорен и ние треба всушност тогаш е во воспаление на некој начин и како ние треба да делуваме, треба да делуваме против воспалително или антиинфламаторно. И заради тоа велиме додека глутенот, лактозата и одредени други намирници знаат да направат проблем, уште повеќе да го усложнат целиот тој процес и поради тоа велиме ајде малку сите онаа храна која што дава воспаление да ја тргнеме настрана. Втор момент, пропусливоста на цревата, зошто е намалена? Затоа што при хипотироидија ние се соочуваме со ниски нивоа на желудечна киселина. Значи немаме доволно киселина за таа храна да ја раздроби. И заради тоа велиме ајде малку антиинфламатор. Безглутенска исхрана. Значи неколку пати напоменувам и во изборот на намирници кои што се без глутен треба да внимаваме зашто и таа не е супер здрава храна. Значи повторно треба да внимаваме да бидат тука зрна, мешунки, целозрнести жи, токму ради тоа, затоа што одредени производи кои што се пласираат, па еве ќе ги кажам и макароните без глутен, и освен хелдините и од мешунки, другите повторно ми се со висок гликемиски индекс, дали се оризови, дали се пченкарни. Значи некој ќе рече, можам колку сакам да јадам од нив, меѓутоа не е така, сепак тоа се намирници со висок гликемиски индекс. Кога станува збор за ниско лактозна, велиме производи кои што содржат во минимални количини лактоза, меѓутоа содржат и повеќе протеини. Кефирот е на прво место. Грчкиот јогурт, тука малку ја дозволува мурдата, затоа што сепак нас ни треба од некаде протеин. И ферментираните нормално, кисело млеко и така натаму. Сега, во однос на путер, кашкавал или нешто што помалку содржи лактоза, не би се многу сложила, затоа што, односно треба се внимава со нив, затоа што содржат многу калории. Што не сме? Не дека не сме, меѓутоа да се ограничи количината и да се знае како се приготвува. Тоа се зелкастите производи, зелка, брокула, карфиол, прокелј, малите. Добре. Значи, како треба тие да ги конзумираме? Исклучиво варени или печени. Зошто? Бидејќи содржат гоитрогени супстанции кои што се блокатори за да
хормоните правилно функционираат, велиме малку преработени затоа што тогаш се губи нивното дејство. Сојата тука би ја сврстила, значи сојата дури и ја забранувам при вакви состојби и би обрнала внимание на просото. Просото е безглутенска житарка, меѓутоа таа и во мали количини содржи многу висока количина на гоитрогени супстанции. Разбра па обратно дека треба да го консумираме, ретко и помалку. И во комбинација не е забрането, меѓутоа ете. Не, значи ништо не е забрането. И особено да се внимава на високо процесирана храна, на поховани работи, значи пржени, преработени во длабоко масло, точно шеќери и така. Ајде сега да почнеме. Ајде сега да преминеме на подготовка на овие рецепти кои што им за солена варијанта. Прво? Прво, да. Ајде па добро, десертот на крај. Кога станува, не, ова не е десерт, ова се шегувам, ама е блага некоја верзија па некој денот сака и со смути да го почне, заради тоа рековме и тука го одбрав овошјето кое што токму е дозволено за овие состојби, ќе го објаснам понатаму зошто. Но кога рековме ајде солена опција, вчера направив, ова се мали лепчиња од наут, да. Значи постапката е многу едноставна. 7 до 8 часа да откисне наутот, се мие, се блендира, се додава. Како со што? Со наут со што во вода откиснат, се мие, се додава 100 мл вода, 2 лажици масло, псилиум 1 до 2 лажици големи. Сега да кажеш само наут и масло и имаме вода и значи и тесто ќе се направи. И се прават топчиња, се печат и добиваме вакви убави воздушести лепчиња кои што и ќе ги пресечеме. Значи за намазот ни е потребно, рековме, имаме све тука, имаме модар домат, имаме лимонче, имаме лукче и тан. Ајде сега треба блендерот ми рече, така кој ќе го користиш? Ти повеќе искуство имаш во кујнава, ти кажам. Кога ме немаше. Со внутри булета, мислам дека дури ова може и со вилушка да се спасира, меѓутоа во интерес на времето да не мислам дека. Значи сега правиме бабагануш. Да. Цеце можеш да сечкаш краставичка. Ајде, бе, за да направиме. Ме задолжи. Чекај, ти кажав ова малце расипано ние. Ама ќе се снајдам. Колку толку. Може би е подобро со нож. Еве ноже, повели. Значи сокче од лимон, во зависност од вкус. Имаме малку лукчево прав. И ова е све во зависност од вкус. Може малку бибер. Се моли камерманот да не ме дава од блиску. Само сол не гледам тука. Не гледаш? Не гледам, да. Еве, јас ја гледам, иако, да ти кажам, горе во канцеларија ми е достатокот. Еве, добро. Ова од мртво море. Ко? Добро, двете краставички требаат? Не, доволно едната, па ќе видиме. Во зависност од... Треба да ја сецкам или? Не. Добро. Чекај сега да го направиме намазот, па ќе видиме. А ти ми рече тоа е за декорација? Да. Добро. За да ги наполниме сандвичите. Добро. Сол по жилба, ако не тече многу. Добро. Да видиме што се случува. Добро. Колку често, Тања, правиш бабагануш? Еднаш месечно сигурно. Да? Кога немам идеја што. Супер опција. Има модар домат во фрижидер. Може да блендирам? Може, како не може. Сосема доволно. Треба веројатно некој сат. Ракавички ми требаат сега за да ги исечеме. Добро. И да ја видиме внатре средината, значи дури кога го направи рецептов и јас бев воодушевена како излегла. Чекај, може би подобро ова. Добро. Убава. Тоа е убав намаз. Фина, гладка структура. Да. Мислам дека од каде беше потеклото на бабагануш? Азија, Африка, некаде Ке те излажам. Некаде тој кога нешто не сум сигурна, подобро да замолчам. Добро. Ке ни каже Google подоцна. Ете така да. Добро. Ова е супер намаз, значи ти кажа во различни варијанти може да се користи. Така. Денеска со лепчиња кои што Тања ни ги подготвила од наут. Така ќе ги декорираме. Со краставица и со патлиџан. И вака, сега, значи, јајцето зошто го одбрав? Затоа што вообичаено популацијата со хипотироидеа има дефицит на селен. И ајде сега да видиме која е таа храна која што содржи селен. Број 1 ни се бразилските оривчиња.
Така, ма тие не е дозволено премногу да се Премногу конзумира. не. Така, едно, две Премногу до три не. или? Не, едно до две. Едно до две во текот на денот. Затоа што ќе кажам дека едно бразилско оревче содржи дури до 100 милиграми селен. А колку е потребно на организмот за луѓето кои што имаат оваа состојба? Кај здрава личност доволно се 55 милиграми, додека кај веќе некој кој што се соочува со таа состојба, оставаме доктор да препише. Јас лично 200 зимам, бидејќи јас сум представник на оваа група, оваа група. И па жени, тоа е, нели? Да. Сега, јајцето не е храна богата со селен. Значи лактоза немаме во овој оброк, меѓутоа варено јајце секогаш е добре дојдено. Ова е меко варено. Само да видам дали ќе успеам некако како крукче убаво да го направам. Добра. Варијанти постојат, значи гледачите како сакаат можат ова да го комбинираат, но јас денеска одлучив вака. Добро, ќе ставиме краставица и краставичка и домат. И мислам Добра. дека интересно ќе дојде. Да, супер. Еден идеален оброк, така, затоа што спомена значи дека се може имаме. за појадок. Се да се имаме. конзумира. Значи нутритивно богат кој што содржи све. И бидејќи овој месец имавме програма конкретно за вакви состојби, ова е еден од предлозите кои што ние ги дадовме како опција за појадок. Да. Претпоставувам и смутито што сега ќе го правиме, така? Не, Не, тоа не? смутито не. Има слични варијанти на смути, меѓутоа сега ќе објаснам зошто токму тоа смути сум го одбрала. Добро. Само да ти кажам да го погледнеме и времето. Добро. Иако со тебе нели секогаш не е малку времето. Не, ова е навистина огромна тема. Има толку многу што да се разговара. Но убаво е со оглед на тоа што важиме за нација која што споменавме дека има проблеми со тироидна жлезда и дека треба да знаеме, да сме едуцирани за тоа како треба правилно да се исхрануваме. Овие предлог рецепти се и повеќе од добредојдени за нашите гледачи. Еве, ова ни е солината варијанта. Сега колку бабагануш, супер е Тања, воопшто да не се грижеш. Имаме бабагануш уште, така што тој намаз ќе си го искористиме малку подоцна. Секако ништо нема да фрлиме, се ќе си изедеме. Што е следно? Значи, овоше кое што е богато со антоцијани. Добро. Тоа е овоше кое што е дозволено при вакви состојби, односно овоше со низогликемиски индекс. Тука имаме микс, значи имаме и малини, капини, и јагоди, велиме колку поцрвено, толку поздраво. Колку се појаки боите, толку се поздрави. Сега веќе скоро е на крај сезонава со јагоди, па да ги искористиме. Малини. Ова е смрзната, значи комбинација. Тамани за топлите денови. Значи ќе правам двојна доза. Добра. Обично иде пола банана, меѓутоа јас ќе ставам цела. Сок од портокал. Добро, тоа претходно ти се исцеди. Тука иде комбинација кокосово млеко. Меѓутоа во моментов јас ставам овесно млеко. Како и да е, било кое растително кое што е дозволено, меѓутоа препораката е кокосово. Ајде сега да видиме како ќе се снајдеме. Јас ти кажав, ти знаеш повеќе како функционира овој блендер од мене. Имам нешто сличен дома заради тоа. Добра. Добро. Во вие ќе слушаме? Да. Портокалот го ставив бидејќи е овошјот кое што е дозволено и содржи доста витамин С, а витамин С ни е нас најголемиот антиоксидант во борбата со слободните радикали. Црвеното овошје е богато со флавоноиди. Да, се сврти. Опа, само да не се направиме црвен. Ете. Чијата, зашто ја... Сега, заради... Таа одозгора ќе ја декорираме? Одозгора, значи, би ја додала затоа што ми треба нешто што се вели диетални влакна, кои што ќе ги даде повеќе ситост. Да. Така ќе оставиме да набаври, но мало лажиченце. Мало лажиче и ние знаеш од кога бараме мало лажиче? Добро, ако не со голема дај. Не знам нашиот продуцент кај за мали лажички да слуша. Ништо малку само. За декорација и значи додаваме преку чија семето омега-3 и диетални влакна. И само на крај уште да ги спомнам суплементите кои што се препорачани покрај селенот, значи тука ни е D витаминот, омега-3 масните киселини, магнезиум,
групата на Б витамини, особено B12, поради слабата апсорбција ваквата популација се соочува и со дефицит на железо. Друго што имаме цинк за имунитет и С витамин секогаш добре дојде. Одлично. Одлични рецепти, одлични предлози. Се надевам дека нашите гледачи се пронајдоа во ова што денес Тања го подготви. Може нашите камермани да доловат. Ова се смутињата, ова се лепчињата од наут кој што може да повториме постапката. Наутот го 100 грама наут се покиснува 7 до 8 часа. Се плакне, се става во блендер, се додава 100 мл вода, 2 лажици маслиново масло, 1 лажица псилиум, тука има и за чинчиња, бибер, црвен пипер, сол, но колку се пече после? Минимално сода бикарбона и се пече околу 15 на минути. На колку? Јас печам на 200. Секој си ја знае рерната. Да. Но ќе добиете вакви воздушести, што би рекла Тања, лепчиња кои што се идеални за оброк, конкретно еве денес со намазот баба гануш. Тања, ти благодарам, како и секогаш, за одличниот разговор, за супер рецептите кои што ни ги предложи. Споменавме доколку имате проблеми со тироидната жлезда, повеќе од корисно е да го погледнете овој разговор. Ако не пропуштивте, YouTube каналот Нутринска на Телма секогаш достапен, тамо ќе биде објавено и ова видео за кое што јас и ти денес разговаравме. Се надевам дека рецептите ќе си ги подготвите и вие во вашата кујна. Тања, ти благодарам и има убав остаток од овој ден. Се надевам ќе се видиме повторно до крајот на сезоната со оглед на тоа што имаме уште од нашата Нутринска на Телма. Поздрав до гледачите. Доколку навистина имаат потреба и консултации, стоиме на располагање и се надевам дека бевме малку од корист. И повеќе од корист.